На, Вајц, на. На, Вајц, на. Мире, фуј тоа. Фуј. Вајц, фуј. Мире, имам аустријски овчар, Вајц. Го викам. И ко не е мирен, вака, ја му дам да тој изми скок. И со цигла го тепам. Слушна да со цигла го тепам. Мора да слуша. Шо ми гајле ако аустријски има да слуша. Македонски газда. Ебе му матер да му ебе. Мир! Да не си мрдно! Дај главата вам! Мир! Со цигла го тепам. Душа да ме изведе, ој знае да збори. Тоа е веројатно, само ја не се фалам. Тоа е единственото куче, веројатно, у свет што знае да збори. И шо ме изнервира преска, он мене ќе ми каже со кој да се дружам. Аустријски овчар, мене ќе ми каже со кој да се дружам. А со кој да не се дружам? Демек со тие со кои што се дружам се лоши, ми прават лошо, а со тие кои што не се дружам и не ме сакаат, тие добри биле за мене. Тоа ви е слично кога приказнава дали со србиве да се дружиме или со бугариве поише. Што сака да ни наметнат одгоре. Не знам како се викаше тој еден. Па исто и тоа е Аустрија, само не знам како се вика. Не е Вајц, кучево моја Вајц, ова е аустријски овчар. Мира, пичка, ти матерна да ти го... Се извинам. И со циглава кој ќе да земам уште еднаш. Шо? Чути бе. Нема ти мене да ми кажеш со кој да се дружам. Тоа тамо ќе им кажеш на тие кучките други тамо, тие што ти се тамо од твојата родна земја и пошироко нагоре, север, маму ти ебам ја твоја кучешка. Извинете, мислам, анима мунди се, вака, мислам, јас го тепам со цигла, баш е моје. Немој некој да ме тужал заради тоа се. Знам колку сте осетливи на кучиња. Добре, не те тепам више со цигла. Ајде, оди таму. Ајде, кревет, брзо во кревет. Ајде, оди во кревет. Не те тепам више, не те. Ама јас знам дека сакаш понека со циглата да те опнам у глава. Дека тоа вака. Ти се свија понекад, ама сега можеш да легнеш, ма се гледаш, се обреќам кон широката македонска јавност. Ајде, оди се таму. Ајде бе, го куче аустријско, оди таму. И овој ми каже јас со кој да се дружам. Коно е еден одгоре, кај ни каже, вика, не се вика тој Вајц таму, како се вика тој. Не е битно, моево се вика Вајц кучево, аустријски овчар. Ама знае он, јас со него ме сака ко Тито. Овој Тито не го сакаат многу овие аустријски овчари, али он мене ко Тито ме сака. Од јас, и кога тепам со циглава, го тепам онака, кога треба сам. И да знае зашо го тепам, го тепам секојаш, се ако ме тера со кого да се дружам, со цигла у глава, баб, толку е. Нема више да му текне од мене да ми каже со кого да се дружам. Дали со срби, дали со бугари, овој поправо од горе, тој еден друг не ни каже тоа на нас, овој мене за поединци ми каже, за другари, овој ни каже со кој народи да се дружам, тој еден од горе, не знам од кај беше што ни каже. Замисли, па тој па од горе па ни каже, не знам како се викаше. Вика, немојте да се дружите со србите, србите се говеда, лоши, али затоа бугариве, што ве множат со нула, што ве нарекуваат најпогрдно, што ве кодошат кај стигнат, што ви ставаат вета, што се главни виновници што не сте влезени во Европската Унија, они биле добрите. Демек, тие ни се правите другари. Они удобро ни мислат. А овие биле српски свет. Србиве. Да сум моќен и тебе со цигла ви такнал, да ти кажам. Угла! Ко моево? Куче, ова Вајц моево, се вика. Ти не знам како се викаш, или тамо вие горе. Со цигла само ака, динг. Да ви доје памет, бе, иначе не ви доје памет вас. Што сакам да кажам? Будало ретардирана. Македонците одавна се одлепија, а и вие бугараши, да го научите ова. Македонците одавна се одлепија од скутот на Србија. Македонија си тргна по свој пат. Едно време србите, додека не ја научија лекцијата, ни правеа лоши работи. Сакаа да ни прават лоши работи. Како што правеа и на многу други народи со кои живеа заедно.
И од тоа нема бегање, тоа се историски факти. Они си платија голема цена за тоа свое однесување, за тој нивни национализам и чувство на големина, на семоќност, и уште ја плаќаа таа цена. Но Србија последниве години, за разлика од Бугарија, будало ретардирана горе од Европска унија, кон Македонија многу го смени односот. Имаат барем повеќе респект од што имале некогаш. И сега вие, по сугестија на тоа бугарите, фашисти, сакате да ги заматите односите меѓу Македонија и Србија. Тоа ви е целта, така? Да ви кажам нешто. Будало ретардирана, посебно тебе можете на енглески да му го преведете, а можете и на швабски да му го преведете. Македонците никогаш нема да ги прифатат бугарите. Затоа што бугарите се архинепријатели на македонците. Вие барате од македонците да се зближат со нивните душмани, да се зближат со ѓаолот, да одат рака под рака со него, да го пуштат дома, за да им поебат све по куќа. Не иде тоа така. Тие финти ќе му ги кажувате на некој друг поретардиран народ. Или би рекол по-незрел, да не употребам тешки зборови. Македонците многу добро знаат кои се негови пријатели, кои не се пријатели. Тоа е една работа. Втора работа. Ке бидеме пријатели со секој што нас ке ни биде пријател. Не ли е тоа логично? И многу ми е криво. Тоа е многу глупаво. Малце сум затнат, ќе ме разберете. Треба јас од цигла да се акнам у глава, да ми се пуштат синусиве малце. И навистина е многу глупаво што Македонија во многу ситуации беше оставена на цедило во овие ситуации, во борба за идентитетот, во решавањето на македонското прашање, особено последниве години, во бриселските кулари и задкулисни игри, што беше оставено од цедило од некогашните браќа и сестри, со кои што живееше во една држава. И за тоа можеме да им замериме на сите тие кои не ни помогнаа кога требаше да ни помогнат. И на словенците, и на хрватите, и на сите останати, кои што се сега во Европската унија, беа дел од некогашна Југославија. И тоа е навистина штета ако ја немаме нивната поддршка. А бевме во една држава. И треба да си имаме респект заради тоа, да се почитуваме едни со други. Да не си плукаме во собствените бунари, затоа што сме биле заедно некогаш. А не е исклучена можноста дека еден ден пак нема да бидеме заедно. На овој или на оној начин. Не се знае тоа, светот е колце, што викаат прилепчани, се врти. Тоа може, тоа нормално нема да биде сега, да не удрите тука југо носталгија, нема врска. Ќе биде некоја творба, но не е исклучена можноста еден ден тие народи пак да најдат интерес едни со други. Никогаш не вели никогаш. Од таа причина треба да си помагаат, а не да си одмагаат, кога што се случува рецимо со таа словенката која ше тама во Европска унија за проширување, каде е тамо нешто висок представник итана. Кос, да ја у нос, кос, со нос се римуеше нешто, не ми текнуе шо, нешто со нос, не битно. Излезе дека тоа што ја сум го интерпретирал Мицковски, добро сум го интерпретирал. Дека тоа било иронија, која им го пренесе, која им го кажа на Брисел, дека сега ќе го отвориме уставот и сигурно ќе добиеме петка. Сепак било иронија. Ова нели го имавме као мал спор со Иван Мирчевски во емисија, он тврдеше дека тоа што го мислел премиерот го кажал, ја му реков не, тоа беше иронично. Еве го пак го повтори. Тоа е веќе став. Став. И се додека нашата власт се држи до тие ставови, до тие црвени македонски линии, ќе има мојата поддршка, еве сега ви кажам, еднаш за секојаш. Ја нема да глуматам, нема да се правам будала, нема ова, нема она. Као што и не се правам будала. Ги поддржам. И ќе ги поддржам се до оној момент, се додека
ме бранат мене, тебе, сите нас. Додека се борат за достоинството на сопствениот народ. Првиот момент кога ќе почнат да попуштаат на олевци до олевци, ќе ја загубат мојата поддршка, а верувам и на многу други од вас. Така да, премиерът продолжи само така оштро, ич да не ти чуе. Многу е забавно. Мене ми е многу забавно да слушам наш прв човек на државава, кога им кажува на овие говедава одгоре, од Аустрија, Холандија, Моландија, Германија, кога им кажува fuck off на многу еден духовит начин. Подруга е. Знаеме дека сме мали, ама не осеќаме веќе дека сме слаби. Друго е, кога гледаш дека твојата власт, оние што си ги избрал, застанува за тебе. Но ова нема да биде хвалоспев на власта, ова моје обраќање. Сакам да кажам побитни две нешта. Не пајете на провокациите на овие говеда фашистички што ја поддржуваат, што го поддржуваат фашизмот на Бугарија во однос на Македонија, што ги поддржуваат нивните санстефански кошмари за бугарска Македонија и за така наречени некои македонски бугари, што таква нешто не постои на овој свет. Како да кажеш енглески германци или германски енглези, ќе те гледаат како теле. Пред да ти се нафрлат со стапо и да те прекршат од ќуте. Ко теле ке, уствари нема ни да те разберат што им кажеш. Германски енглези, енглески германци. Лудило. Не пајете на провокации на овие џукели фашистички што се здружени во таа унија горе. И не е случајно што таквите се здружени во таа унија, и не е случајно што таа унија е составена токму од такви. Затоа што ако зачепкате подлабоко во нивните родовски стебла, ќе видите дека многу од денешните бюрократи имаат неверојатни конекции со многу интересни ликови, што биле дел од многу фашистички режими за време на стравовладењето на Адолф Хитлер и за време на подемот на Третиот рајх. Нема да ви изненади. Една работа, втора работа, се што ќе видите, портал, поединец, ако почне патолошки пред вас да го мрази Тито, да збори против Тито, против србите, против македонците, да ги нарекува срби, појма неам како не нарекуваат тие џукели, да знаете одма дека е бугараш. Ако го знаете комшија дека ви е тука од другата зграда од ова. Таква патолошка омраза кон Тито, кон Србија, кон македонците, може да има само бугараш. Така да ги препознаете. И така на оние портали да не им одговарате на оние провокации, кои ќе постираат вакви работи. А на Европската унија, и ова можете комотно некој што сака да им го преведете на енглески, на германски, на како сакате. Се спремате за војна голема? Гледам. Се гледа. Гледаме. За голема војна се спремате. Знаете дека војната во Украина не можете ни да замислите војната во Украина да заврши брзо со линии на раздвојување. Па демек тампон зони, па ово, она, па интереси сфери, па Донбас делов на Русија, горе овие рудиве, мудиве на Трамп, на ова, на она. Вие сте свесни дека таа поделба на таков начин со линии на раздвојување, кај што вие ќе бидете најголеми губитници, нема да ја дозволите. Затоа се вооружувате, затоа, драги мои, оној главниот фраер на најголемата држава во Европска унија повторно збори за некоја најмоćна армија, создавање на најмоćна армија во Европа. Еј, најмоćниот лидер на најмоćната држава во унијата дава изјава за дека гради некоја армија која што ќе биде најмоćна во Европа. Познати ви се овие зборови од некоја историска личност во минатиот век? Ги чул некој овие зборови вака на некои слични вака на шови на ликој, на шови асоцира? Се спремаат за војна. Тоа е вистината.
фабриките за коли, погони од фабриките од многу погони од многу автомобилски индустрии се пренаменети за воена индустрија. Тоа не го прават случајно. Една работа, втора работа, не им паѓа ни на крај на памет да им отидат во ветар милиардите што ги вложија во Украина за да се одбрани во наводници од агресијата. Они се спремаат за војна со Русија. Замислете, Европска Унија. И они одат на варијанта. Војнава во Украина, да. Они нивните последни проценки се дека ако издржат, ако помогнат на украинците да издржат до 2030 година во оваа војна, каде што ги тепаат како волој во купус, ако издржат до 2030 година да бидат тепани на овој начин, дека дури тогаш Путин ќе се исцрпал економски, политички, ќе паднал, може и ќумрал меѓу време, мислам, нешто што го збори во 2022 дека Путин после 2-3 месеци ќе крахира економски. Путин освојува град по град во Украина. И одамна не сум зборел на оваа тема, уопште не го сваќате пропутинистички, проруски, дека некој ставува ви кажам најобични мои согледувања што сум прочитал анализи. Веќе на Русија не е доволно цел Донбас, тој регион, што е предосвојување. Не е доволен. Сега Русија во моментов очигледно гледа на целосна доминација на Црното море. Знаете тоа што значи? Ретардирани од Европска Унија што сакате војна со Русија. Знаете тоа што значи? Дека вие свесно очекувате дека војната ќе се прелее во некоја држава, дали Балтичка, дали некоја од источниот поранешен Варшавски пакт или Варшавски договор, дали тоа ќе биде Романија или Бугарија, и тоа бугарите убаво да си го знаат ова, да не спијат на едно уво, дека многу е можно, ако оваа војна продолжи, а ви кажувам, ви подпишувам со две раце, дека договор мирове нема да се подпише. Оваа војна нема да заврши со линии на раздвојување, ни Трамп, ни Мрамп, ни Брам. Путин оди да освои целосна доминација на Црното море, точка. Значи ќе оди и Одеса да ја земе. У тој момент држте му се што ќе се случува понатака, пошто сакате војна, дали ќе на удар ќе биде Романија, поради Молдавија горе, дали ќе биде на удар Бугарија, дали ќе биде некој од Полска, дали некој од подкавказските држави, тие Азербејџан, Грузија, мада не верувам таму, мислам дека ќе биде едно од овие земји. Токму затоа, во Полска, да прашате луѓе кои што се разбираат или да гледате полски пример овакви некои емисии, они се 99,9% убедени дека ќе бидат нападнати од Русија. Зошто? Затоа што ретардираниве одгоре бараат војна. Сакаа да им се повтори Берлин 45-та. Да им влезат дома. Тражили сте, гледајте. Меѓу време, ако рокне некоја нуклеарка, таман ќе биде игранката да заврши, светлото да се исклучи, а у пичку матер. Толку од мене.